беше много зборен за секс, ако дојде овој министерот од здравство има да не клеца пучинок. А ако дојде за образование од кефке не е. Он се грижи за наталитетот. Дечкото, затоа нема коса. Ништо не ми се гледа, не можам вратно да си ја погледам, чека да видам во мојот стан ли, чека да видам шо пишува. Не може да чита, ке те мојта. Чекај клучо да го раја, еј во дома ми не ми е клучо, грешка. Чека да видам клучо дека, на најсигурното место ми е клучо. И чека да го мушнам клучо, дали ќе се фате, чека да... Добре, ајде наблажи го баба да улезе. Улезе ли? Улезе. Добре, ајде улези си дома. Ајде, убрзи, ајде. Оди натека. Затвори врата, пази клучу некој. Добре, ајде, остај врата, остај. Ајде, затвори врата. Не, ајде, затвори врата. Ке те имаме врата, не можда. Пази на мачето пази. Абе, сгаси го мачето сега. Остај го мачето, оди, гази ке разбудеш жена ти. Оди нека жената успалата, полека, пази. Навака, дојди. Дојди, ама пази да не разбудеш Тивко. Улези, полека. Пази да не кърси на врата, молим ти се. Пази, полека. Така, улези, ајде, пази, затворя врата, промая да нема. Полека, пази да не разбудеш жената, после шо правиме. Ајде, улези, ајде. Оди видиш жената спие ли, оди спие ли. Спие ли, дали спие жената, провери. Не от тази страна, от другата страна. Грешка страна проверуваш. Хрче у пичку, матер! Добре, ај сега лекни си полека до нея. И само собличи ги панталоните, молим те. И каиша, пази да не ти кърци на каиша, молим те. Немам каиш за тебе, оглупил. Дорове, ке ти дам ја мојо каиш, ајде, тере, пази само не ја разбудиш, да не ја разбудиш жената. И полека, и сега правиш се, знаеш, Тивко, пази, молим те, така, собличи ги панталоните, и тъмън ги соблечеш панталоните, и кръцне, и жената ти се разбуди, и вика, Мажо, дека ке одеш? Те по-леп ке одам. Не за друго, отвориш си работата, трябва да дойдеш леп да купуваш. И после защо Мажо отил за бело продавец, па я защо, бе? Абе, места јадени, нешто. И тама диле топол обрат по дома, бе. Образованието кај нас е систем на бизнес вредности. За малко ке го погодиш. Жимите до тимито. Ајде, влече друго прашање. Ајде, второ прашање. Ајде, ја го ја. Тоа е тоа. Второ прашање, колега. Шо е индекс? Сега учавме скоро шо е индекс. Па мислам дека индекс е книжка за оценки. Не, тачно, друго. Може ли помош прашање публиката? Може, ајде. Ајмо те стрчињата, врачињата што ги немате, значи имате многу лесно прашање за одговарање. Шо е индекс? Под А, индекс, под П, индекс, под В, штедна книжка, време сега. Сакаш ли да чуеш одговорот? Сакам, да. 100% на одговорот. Добро? Значи, индекс е штедна. Дали тоа е твој конечен одговор? Да, под В, мојот одговор е штедна книжка. Браво, честна колега! Браво! Положи ли? Не си положил уште едно прашање, има влечи. Ајде, тој сум го извадил прашањето. Ајде и последното прашање. Така, последното прашање. Значи, трето, последно и круцијално прашање за нашиот колега. Дали ќе преживи или ќе се самоубие, сега ќе да знаеме. Ајде, нема те прашам така нагло, ќе те прашам од околу, да не те дојде многу нагло. 500 евра имаш ли? Не ме гледа така бледо, не поставува прашање, одговори, 500 евра имаш ли? По да имам, по два немам, по три ќе се позајмам. Под В ќе се позајмам. Браво! Полуконечен одговор, полуконечен, добро, точен како да е на крај. Браво! Па добро, јас за крај сакам да се заблагодарам на вашиот квиз и на тоа, на мој први сакам да се заблагодарам на моите спонзори, на мама и на тате. Фала и они што ме родија колка теле и што имат пари за своето теле. И фала на вашата емисија, на публиката, они стварно ми помогнаа многу, со тастричињата многу баво помогнаа. И на крај сакам да се заблагодарам на вашиот квиз кој се вика Кој професор сака да биде милионер? Благодарам. Благодарам.
Hvala mnogo Карпош на прекрасното добре дойде.